Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер. Се јавив по овој закон за квалитетот на амбиенталниот воздух од неколку причини. Прво, доаѓам од градот Велес, кој што долги години беше изложен на загадување. Повеќе од 30 години граѓаните на Велес, поради работењето на металуршко-хемискиот комбинат, беа изложени на загадување на сите медиуми, како водата, почвата, така и воздухот. Најпрво, пред да започнам со дискусијата, би сакал да кажам дека давам целосна поддршка на она што денеска ќе се случува во мојот град Велес, а тоа е протестот што ќе се организира пред Основниот суд во знак на одбрана на еден од членовите на Green Power, кој што е тужен од страна на Метротхем, односно од страна на Тони Димитриевски. Давам целосна поддршка на господинот Игор Смилев, кој што како представник на Green Power истапи во јавноста и бранеше велешани од евентуалното рестартирање на топилницата и денеска поради тие своји ставови се соочува со тужба и верувајте дека најголем дел од граѓаните на Велес го поддржуваат и јас се надевам дека во иднина и инвеститорот и Министерството за животна средина јасно ќе свати дека во Велес повеќе нема простор на таа локација да проработи топилницата. Ќе се бориме со сите своји сили, со сите своји можности, најмногу преку организирани протести и преку институциите на системот, да не ни се повтори трагедијата и голготата која што велешани ја живееја 30 години и за жал многу граѓани на Велес тоа го почувствуваа со штетни последици по своето здравје и по здравјето на своите поколенија. И затоа, кога зборуваме за квалитетот на амбиенталниот воздух, ние од градот Велес можеме многу да кажеме. Сега можеби поради неработењето на топилницата во Велес и воздухот не е толку загаден. Меѓутоа останува проблемот со почвата и со водата. Проценките се дека во длабочина од најмалку половина метар, а во најкритичните точки и повеќе, почвата во Велес е загадена. Постојната депонија на згурата, која што е во непосредна близина на топилницата, при секое дување на ветер од северен правец, правот го носи директно во градот и повторно го загадува воздухот. Ние немаме се уште стратегија, постапка од Министерството за животна средина и просторно планирање што ќе правиме со таа згура. Како ќе се реши тој проблем? Топилницата не работи, но поради локацијата на депонијата, при секое дување на ветерот од северен правец, тоа се разнесува кон градот Велес и представува загадување на амбиенталниот воздух. Еве ќе искористам приликата, почитуван заменик министер, да кажете имате ли некој план што ќе правите со згурата? Дали општината, бидејќи по сите мои сознанија собственик или одговорен за таа згура е токму државата, односно надлежното министерство. И сите постапки кои што треба да се водат, кои што се во насока на решавање на овој проблем, се во рамките на вашето министерство. Ако веќе зборуваме за заштита на амбиенталниот воздух, дали имате план и како ќе се одвива тој план, со кои рокови да велешани ги заштитиме од загадувањето од депонијата на отпадот од топилницата. Бидејќи во самата згура се уште има концентрации на цинк, на олово, на кадмиум, на жива и така натаму. Значи, представува голема потенцијална опасност за велешани.
Исто така, ние имавме ситуација во Велес, кога имаше мерни инструменти и од страна на топилницата, а и од страна на мерењата што ги вршеше Републичкиот завод за здравствена заштита, да имаме различни податоци. И така се случуваше да Републичкиот завод за здравствена заштита во времето кога работеше топилницата дава едни податоци за концентрацијата на штетни материи во воздухот, мерните станици на топилницата да даваат други податоци. И сакам исто така да ве прашам како е решено во овој закон тоа. Дали потенцијалните загадувачи, ако имаат своји податоци, имаат некоја релевантна важност. Или релевантни се само мерењата што ги вршат овластените државни институции. Бидејќи постојано се случуваше конфликт да испадне Републичкиот завод за здравствена заштита и да каже на најкритичните места во Велес, кај што ветерот тогаш го носеше димот од топилницата, таму е максимално дозволената концентрација надмината. Топилницата испаѓа, вели, по нашите инструменти не е така, и одма се создава во јавноста поделено мислење кој е во право. И затоа мислам дека и тоа прашање треба да се реши, ако не е веќе решено, и треба нормално е да бидат на овластените државни органи најважни и релевантни податоците, но да не се случува и потенцијалните загадувачи да објавуваат податоци, а при тоа во јавноста да создава забуни. Имавме ние од искуство таква ситуација во Велес. Иначе, прашањето на решавање на квалитетот на амбиенталниот воздух во Република Македонија, за жал, сега почнува да се прави стратегија, но јас во законот не гледам инструменти, мерки, како тоа ќе се прави. Например, во Велес, ајде сега топилницата не работи. Меѓутоа, во другите градови кај што има такви загадувачи, Скопје се Охис, Окта, Железара или некои други фабрики, како ќе се, со кои мерки ќе се пристапи ако се утврди надминување на максимално дозволените концентрации. Затоа што граѓаните не можат да цело време бидат жртва на препукувањата меѓу институциите на системот. Нели, вие знаете дека во екологијата важи она правило дека ние земјата не сме ја наследиле од нашите предци, туку сме ја позајмиле од идните генерации. И дека тоа не ни дава за право да во интерес на профитот, на богатењето, ја уништуваме и животната средина. Жртви се, јас ке кажав, велешани најдобро го знаат тоа. И ден денеска има случаеви да се праќаат деца на планинска рехабилитација во Пелистер поради штетното влијание од топилницата во изминатите 30 години. И на крајот би сакал да ве прашам зошто во главниот град, иако имаше една табла која што навистина покажуваше квалитетот на воздухот, се случи да биде исклучено. Дали е тоа право на градоначалникот на Скопје, кога не можеше да се најде начин како да се реши проблемот со загаденоста на воздухот, тој да испадне пред јавноста и да каже заради технички проблеми кои што трајат 4 месеци. Таа табла не е уклучена. Така ли ќе ги штитиме граѓаните од загаденоста на воздухот со држање во изолација од информации? Како што се прави во Скопје. Не е целта вие да забраните да има информации и да знаат што се случува граѓаните и при тоа да мислиме сите дека се е во ред. Транспарентноста е многу битна во оваа насока. И на крајот, уште еднаш, денеска во Велес се случува уште една битка на велешани против потенцијалното идно загадување и во таа насока уште еднаш изразувам својата поддршка и на членовите на Green Power и на Одборот за заштита
на Велес од загадувањето на топилницата. Благодарам. Благодарам, господица Томич.